Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва во студиото имаме човек кој што за прв пат е во Заспи ако можеш, на мое големо задоволство, пратеникот во собранието Петар Марков. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Задоволството е секогаш мое. Млад човек, релативно, доктор, Так. абдоминален хирург, Так. со веќе завидно медицинско портфолио, во исто време пратеник во собранието од Струмичкиот регион, кој што е класика за земјоделие. Многу интересна комбинација. Така, нормално е кога луѓето зборуваат за Струмичкиот регион да го гледаат тоа низ призмата на земјоделието, што не е грешка. Иако Струмичкиот регион, градот Струмица како урбано јадро, заедно со останатите рурални општини како што се Новосело, Василево, Босилово, се еден мозаик на урбани јадра, мали урбани јадра со рурални убавини, така што имаме многу со што да се пофалиме како регион, како нашето гостопримство, како природните убавини, земјоделството е тука, убавиот ноќен живот, гастрономските искуства кои што гостите можат да ги искусат кај нас, така да не сум слушнал некој кој што бил гостин во нашиот регион да си отиде незадоволен. Секако нели доколку не биде однесен на нива. И тоа има своја убавина, морам да признам, ако човек сака да ужива во тој вид на задоволство, ајде да ќе речам, но докторе, вие сте веќе реков абдоминален хирург, како пратеник претпоставувам дека не можете во полно работно време да работите вашата примарна задача. Така, откако влегов во собранието од пред 2 години, веднаш по некој период доставив барање за волонтерско работење во општата болница Струмица. За жал, уврските во собранието кои што се интензивни навистина, не дозволуваат во тој обем да се посветам на примарната професија, но секако тука сум од секогаш достапен и за потребата на некои од колегите кога имаат потреба, но и повремено да се најдам во операционите сали на пациенти кои што моментално имаат потреба, заради тоа што сега бивајќи континуирано помеѓу луѓето, многу е лесно луѓето да ве најдат, па и не ви треба амбуланта за да се пожалат и за некаков проблем, така да сум на располагање и одговарам на нивните барања, па дури за потенцијални оперативни зафати, прегледи, диагностики и така натаму. Искрено се надевам дека никогаш нема да имам потреба да одам кај вас на вашата примарна професија, сега му го посакувам тоа на секој, меѓутоа за жал едноставно и тоа е дел од животот, ви недостасува тоа парче од кариерата сега во моментов, бидејќи велат дека докторите обсесивно се оптеретени со својата професија. Така е. Медицинската професија, особено хируршките гранки, се специјалности кои што бараат интензивна посветеност, значи бараат присуство во операционата сала, бараат инволвираност, бараат удржување на континуитет за бидејќи се работи за мануелна работа на пациенти со човечки ткива, со на пример реконструкции и така натаму. Но тоа не се заборава сепак. Не се заборава, но секако баш тој момент на одржување на таа инволвираност и покрај задачите во собранието овозможува да не се загуби тој континуитет, како и потребата нели од колегите за повремени асистенции сега за време на одмори, кога луѓето нели се рекомбинираат, смените и така натаму, слободно можат име бараат со цел да помогнам на Чисто од овој аспект, сега ќе добиете нов министер, господин Цашо Клековски. Јас мислам дека и претходниот не беше лош во својата работа, иако не е доктор по професија, господин Тазир Алиев, тој се уште е министер формално. Ве очекуваат реформи во овој навистина компликуван систем. Здравството е една од клучните работи, апсолутно во секој систем, не само во Македонија. За жал имаме проблеми, големи проблеми. Меѓутоа се гледали, ајде да речеме вака, светло на крајот на тунелот?
Секако, ние мора секогаш да бидеме оптимисти во пристапот кон решавање на проблемите, како и многу други сектори, така и здравството во Македонија има многу проблеми, но затоа луѓето ни ја дадоа довербата да ја формираме владата, луѓето кои што се одговорни да спроведуваат реформи и тоа да спроведуваат реформи во вистинска насока. На времето и тоа во блиско минато бевме навикнати на исполнување желби, исполнување лични амбиции и така натаму, додека барем во овие 2 години, и јас можам да кажам дека имав одлична соработка со досегашниот министер и се уште актуелниот министер Азир Алиу, се направија многу чекори кон промена на системот во кој што здравството функционира, се направија многу измени од аспект на дигитализација, многу инфраструктурни проекти се започнаа, дел од нив и завршија, но најдоброто допрва доаѓа. Допар доаѓа, но морам да ве прашам, пратенику, докторе, како сакате сега, ќе користам термини како што ми доаѓаат, ниеден не е грешен. Факт е дека имаше едно истражување кое беше крајно поразително, дека во здравството има корупција, дури дојдо информации дека се бараат сексуални услуги од пациенти, што мене беше апсолутно дегутантно, па дури дека медицинските сестри, главни медицинскиот персонал е жртва практично на сексуален мобинг од страна на доктори. Ова е една од работите која што мора во корен да се сосече, затоа што во спротивно ќе имаме многу сериозен проблем. Па уште во непријатна е ситуацијата кога треба да се слушнат, да се артикулираат ваквите аргументи кои што јас не сум ни разговарал со луѓето кои што го работеле тоа истражување и таа анкета која што била направена. Да, јас во однос на корупцијата најверојатно присутна и во здравството, но тука е многу важен моментот на односот на пациентот кон лекарите кои што бараат мито. Апсолутно. Тука не треба да постои никаква толеранција и никаков страф од страна на пациентите тоа да го пријават. Да, но пациентот ќе рече, ако не му дадам тоа што бара, докторот нема да заврши својата работа како што треба. А овдека се работи за здравје, па некогаш за живот. Така. Пациентот во Република Македонија, како осигуреник, има право да се лекува каде сака, во било која болница насекаде на територијата на Република Македонија. За среќа, во државата немаме по еден доктор од една специјалност. Така да тој страф кој што го имаат пациентите е непродуктивен за самите нив, доколку биле изложени пред таква изнуда, понуда, но јас од друга страна па и не можам да ги разберам поединците кои што ја креираат таа слика за здравствената фела. Апсолутно, никој тоа не го генерализира. Меѓутоа постојат очигледно такви. Така, бидејќи да на човек кој што има потреба од здравствена услуга, кој што има потреба од хируршка интервенција, кој што има потреба човек сигурно не доаѓа од љубов. Така е, кој што има потреба од било каква здравствена услуга, да биде тоа условено со некаква форма на награда или било каква форма на изнудување, тоа за мене е апсолутно неприфатливо и не би сакал да се поистоветам со ниту еден таков лик доколку постои. Ако луѓето кои што одговориле така на анкетата имаат било какви сознанија, постојат државни органи на кои што треба да се обратат, треба да ги споделат своите индиции, треба да ги споделат своите докази со цел да можеме да го решиме ова. Бидејќи ако продолжиме со толеранцијата, ако веќе постои, доколку продолжиме со преовладувањето на оваа тема низ медиумскиот простор, низ болничките ходници, низ разговорите на луѓето, тогаш можеме да створиме сериозен јас помеѓу пациентите и докторите, генерализирајќи го тој момент и односот. И тогаш секој доктор е некаков корумпиран. Така е. А докторите се едни од можам да кажем, луѓето, професионалците кои што имаат најинтензивен контакт со граѓаните, со пациентите. И доколку ние, свесно или несвесно, генерализирајќи го нарушиме авторитетот на докторот, тогаш ќе створиме само поголем јас на ниво пациент
лекар и тогаш наместо да го унапредуваме здравството, тогаш ќе зависи од моменталното расположение, моменталните одлуки и моменталниот амбиент во кој што некој професионалец треба да работи и тогаш потенцијалот за влошување на тој момент е многу поголем отколку било какво подобрување на здравствената услуга. Затоа пациентите доколку бидат изложени пред таков момент да се обратат до државните органи и пошто доколку постои некаков подоцнежен момент за неисполнување на таа услуга и тоа барање, мислам дека и јавноста и луѓето, поединците, политичарите ќе реагираат за било кој пациент да не трпи такви изнудувања или било какви непристојни предгласи. Ово го објаснивте, морам да признам, меѓутоа ајде се свртиме на една друга тема. Здравството е се разбира тема за која што може да се зборува со часови, со денови, цели емисии сме посветувале на тоа. Вие рековме сте од земјоделски крај, токму кај вас, ако не се лажам, пред нецела недела имаше невреме, прилично интензивно. А се разбира невреме и земјоделци тоа асоцира обично на пропаст, на катастрофа, за производите кои што земјоделците им се основата на живење. Каква е ситуацијата во моментов? Имате информации? Да, тоа се случи, мислам дека беше на 2. Имаше невреме кои што одредени региони одредени делови во Струмичкиот регион беа погодени. За среќа тоа не беше генерално и масовно, но таму каде што фатило тоа невреме има сериозни штети кај земјоделците. Веднаш после престанувањето нели на невремето, следниот ден реагира институциите, односно дел од општините веднаш закажаа воредни седници на кои што се формираа комисии кои што треба да излезат и веќе излегува на дел на терен за да утврдат што е што, првин да го утврдат во кој реонско утврдување на самите штети каде што се настанати, а потоа, од кога веќе е почнат рокот на пријавување на штети од самите индивидуални производители, ќе се прават посебни елаборати за утврдување на фактичката состојба на самите посеви. Нели сето тоа се проследува после до комисијата за проценка на штети за на крај да се најде како дел од информација на влада за утврдување на потенцијалните обештетувања и репарации кон земјоделците. Но во прашање е голема штета? Имате информација? Да, на местата каде што невремето било најинтензивно, да, некаде 80-90% од бостанот кој што бил на местата каде што е било најинтензивно невремето се оштетени. Сега луѓето направија некои обиди со цел да можат да спасат нешто од тие посеви, но градот како што удирал буквално поминувал низ кората на плодовите и не се исправни ниту за продажба, ниту за конзумирање. Секогаш сум го размислувал тоа, човек ќе се труди со месеци, навистина матна работа земјоделието е, не знам дали вие потребувате од земјоделско семејство. Така, претежно не, но во мојата историја, особено за времето на студии, јас не сум оставил летен период да не бидам инволвирана во некаква работа. Например, сум работел земјоделие, сум работел тутун, сум работел пипер, во еден момент и бостан сум бил дел од еден производен погон за производство на кошеви за откуп на бостан, така да... Апсолутно ја знаете маката на овие луѓе. Така, апсолутно. Па јас живеам во тој регион, ги делиме и позитивните моменти и негативните моменти. Знаете зашто? Човек цела година се мачи. Так. И потоа доаѓа еден град и ја уништува целата таа работа од една година. И сега тука се наоѓаме на она што државата може да го направи. Она што сите го знаеме е субвенции. Субвенции добиваат земјоделците. Едни се жалат, не се доволни субвенциите, други изгледа само чекаат да ги земат, како да е тоа суштината, а не да е главното прашање производството. Што е со таа развојна компонента? Знаете, размислувам, секогаш кога ќе одите на запад, можеби паралелата е погрешна, меѓутоа човек не може да не ја забележи. Одите на запад и гледате земјоделци со наистина
исклучително квалитетна механизација, исклучително квалитетен пристап во земјоделието, се е тамо чисто, складирано. Не е тоа само државата дала пари, има тука нешто и плюс. И потоа имате кај нас, имате чувство дека некаде се извинувам ако грешам, времето запрело не знам кога. Така. Каде е тој дел? Не недостасува мотив кај земјоделците или едноставно живееме по навика? Моментот на субвенции во македонското земјоделство е јас како што го дефинирам тоа на начин, тоа е социјалниот аспект на Не спорам дека треба да постои. На земјоделието, но не треба да биде доминантен. Не треба да биде нешто кон кое што самите земјоделци ќе се обврзуваат. Сега, пошто бидејќи ги спомнавте и реакциите за кои што беа за, например, еве за тотунарите пред некое време, како сега и за останатите, само едно објаснување. Тоа не е за да бараме изговори, за да не е туку. Нели, ние имаме превземена обврска пред граѓаните да се справуваме со се што ќе излезе на нашиот пат во решавањето на нивните проблеми и не бегаме од тоа. Но јас мислам дека е важно да дадеме еден контекст за тие реакции кои што беа во јавноста, оправдани. Значи, се работеше за исплатата на тутунарите. Треба да биде јасно дека кога оваа влада го превзема раководството, односно водењето на државата, во тој момент имаше неисплатени субвенции дури од 2021 кон одредени... Тоа е во времето на претходната влада, ако некој е збунет. Така. Од 2021 2023 за тие 3 години се исплатени околу 14 милиарди денари, додека само за 2 години од превземањето на власта од страна на ВМРО-ДПМН се исплатени 15 милиарди денари кон тутунарите. Но има и друг момент. Пред неколку години, пред 5-6 години, еве да кажеме, тутунот се откупуваше по цена од, не знам, 150-200 денари по килограм. Сега имаме цени на тој производ кој што одат и до 400-450 денари. Тука е многу важно и производството, количината на производството на тутунот кој што енормно зголемен во овој период. Значи, ако во овие години кои што ги спомнав предходно сме разговарале за производство на тутун од 16, 17, 18 милиони килограми годишно, сега имаме 26, 27, 28 милиони килограми. Ова е сериозно покачување и тоа влијае нели на износот и на висината на субвенциите кои што се исплаќаат кон тутунарите. Но треба да знаеме, например, доколку ние добиеме повисок, поголем притисок врз буџетот на државата во однос на тоа колкави ќе бидат сумите за исплаќање, тоа значи дека треба од некоја друга ставка да се земат средства и да се префрлат. Па не може да ги родиме, тоа е тоа, така е. И во однос на останатите, еве сега во моментот е во тек ребалансот на буџетот во собранието. Моментално трае амандманската расправа по буџетот и во самиот ребаланс се предвидуваат нови 1,4 милиарди денари кои што ќе одат повторно за сервисирање на дел од субвенциите кои што ги чекаат земјоделците. Тука говорам за сите култури. Така да владата посветува сериозно внимание, сериозно го цени трудот на земјоделците и го валоризира тој труд. Но, како што кажавте во вториот дел од вашето прашање, потребно е некаков дополнителен инпут од страна на земјоделците, не за тоа да биде полесно за владата, туку да го направат за нивно добро. Земјоделието проблем да стане атрактивно во Македонија. Земјоделието да стане бизнис. Така е. Не да остане преживување за земјоделците. Целосно согласен. Тоа е тоа што го сакаме. Но моментално и во нашиот регион, но претпоставувам и во целата држава има две категории на земјоделци кои што има едни кои што го разбираат моментот на иновација, на
претварањето на производството во бизнис. Но тоа е за нивна корист. Апсолутно дека е нивна корист. И сега, јас имајќи можноста да разговарам, се обидов веќе некој период се обидувам да мотивирам одредени луѓе да ги искористат некои поволности кои што ги нуди државата. Например, ние направивме една измена во законот во кој што правно се препознаваат земјоделските задруги. Тоа е еден од основните моменти кон кои што земјоделците ќе треба да се стремат. Сега, во прв момент, особено индивидуалните земјоделци, имаат некаков гард во однос на тоа здружување, односно заеднички настап во производство. Тоа да ги потсетува на она комунистичко време кога имало задруги, па го мешаат малку. Да, најверојатно. И особено кај возрастната популација се наидува така на еден ладен прием на некој гард на отпор и не одбиваат. Значи, Добро, тоа значи дека да се вклучат во не ги разбираат привилегиите што ќе ги добијат. Така, и затоа убаво е да се знае, например, доколку некаква заедница од луѓе, минимум 5 луѓе треба да се формира задруга. Подоцна во пристапот кон било какво финансирање, кон било каков фонд, кон апликација за обезбедување државно земјиште. Кога настапуваат заедно, секогаш за другите и правниот ентитет има предност. Ова не значи дека, сишто да разјасниме, ова не значи дека му се одзема на индивидуалниот земјоделец било кој од неговите права, така да речеме, привилегии. Ова е само обид заеднички да се настапува на пазар, да го симплифицираме. Така. И од друга страна, многу е важно тоа што го кажавте, настапувањето на пазарот. Односно, јас како дел од одредени парламентарни групи за соработки имав можност да разговарам со представници на држави кои што и на фирми од држави каде што земјоделието е невозможно да се работи и да се произведува, односно држави кои што зависат од увоз на земјоделските производи. И сега, кога ги остваруваме тие средби независно на кое ниво, отвараме теми кои што се важни за нашата држава, односно за нашите луѓе, исто така и тие од нивна страна за темите кои што им се важни. Многу дури покажале и интерес за увоз, фактички за наш извоз на македонски производи во нивните држави, така е, но во неколку наврати дури имаше, да направиме проба. Имаше таква понуда за компир, побараа количини кои што не можевме да ги собереме во временската рамка во која што беа побарани. Побараа цреши. Исто така не можевме да се организираме за луѓето да ги соберат и сите тие иницијативи пропаднаа. Што е голема штета, така е. Што е голема штета, така е. Не е битно само производството на ниво на семејство, на ниво на индивидуален земјоделец. Важно е кога луѓето ќе ве прашаат да видиме што нудите. Дајте ми карактеристики на вашиот продукт. Дајте ми димензија, дајте ми форма, дајте ми пакување, сорта и така натаму. Фокусот сега, бидејќи разговараме за индивидуалните земјоделци, ниту еден, да кажам, на кој што се имам обратено со цел да покренат таква иницијатива и да обезбедат односно доволна количина на производи кои што треба да се испратат, не завршува со неуспех. Додека од друга страна постои една млада генерација на земјоделци кои што во нив владее предприемачки дух. Јас и се радувам дека на последниот повик за млади земјоделци имаше околу 270 или 300 апликации за државна помош за младите земјоделци. Тоа ми влева сериозна надеж дека можно е да постои категорија на луѓе кои што ќе ги прифатат тие облигаторни промени кои што мораме да ги направиме и да се адаптираме самите со цел да бидеме конкурентни. Не е тоа за државата. Тоа е за конкурентноста на производителот. Но тоа имаме корист сите, апсолутно. Апсолутно. И сега имаме некоја група, поединци, здружени или не здружени, на кои што кон производството пристапуваат предприемачки.
Односно, обезбедуваат земјишта, имаат регистрирано здруженија, имаат регистрирано задруги, комуницираат помеѓу себе во однос на други правни ентитети, разменуваат искуства, комуницираат со држави кои што се лидери во земјоделското производство и во технологијата за агробизнисот и воведуваат нови производи во смисла. Например, побарувачката за одредени производи во одредени држави не е тоа кое што ние произведуваме тука. И луѓето викат, еве, наместо зелка, еве, например, да се обидеме со ајсберг. Јас дори во еден период спроведував и теренски анкети на луѓето колкава ќе биде нивната желба и нивната прифатливост со цел да и дали би можеле да ја сменат културата која што моментално Тоа не е Библија, не е исклесано во камен, зашто да не? Тоа што ви бараат, тоа ќе го за волја на вистината, потребно е, например, една реколта да помине во проба, на начин на кој што е дадено од самиот потенцијален откупувач, тоа да се проба, да се тестира, да се направи опит, да се види колкав ќе биде приносот од единица површина, со цел да се утврди рентабилноста на самото производство и така се утврдува дали одреден производ е поволен за луѓето да вложуваат во него дали вреди да се инвестира. Дали вреди да се инвестира. Таквиот пристап дава сигурност на самите производители. Го гарантира профитот, бидејќи сите работат за заработка и го зголемува и ја зголемува можноста за тој момент да луѓето продолжат да заработуваат од моментот кога самиот производ ќе ја напушти нивата. Бидејќи тука имате следно што доаѓа: транспорт, сортирање, пакување, маркетинг, извоз, пласман. Значи сите тие алки, за жал, особено кај индивидуалните земјоделци, остануваат, односно ги делегираат на некој друг и некој друг да го добива профитот од тоа. Така што нивната заработка е ограничена само на нивниот физички труд, на нивната земја, со нивната механизација и тука застанува. Мораме да направиме, мораме да работиме заеднички, тоа да го смениме со цел да биде подобро и за самите производители, но и за државата. Така. Во разговорот пред емисија ми кажавте нешто што навистина ми остана во памет. Рековте земјоделието е прашање на национална безбедност. Па така, не знам, например, еве можеме да направиме и паралела. При актуелните геополитички потреси кои што се случуваат во светот, се појавуваат различни форми на кризи. Например, имаме енергетска криза, имаме криза за горивата и така натаму и така натаму. Доколку ние дозволиме како држава, сега ова го говорам од перспектива на Македонија, држава која што има 280 сончеви денови во годината, која што има земја која што може да роди, не знам, шајка. Така е. Апсолутно, ние сме богати во тој аспект и штета е што тоа не го максимализираме. Така е и мораме ние да размислуваме за земјоделието како безбедносно прашање, бидејќи доколку ние немаме, доколку нашите производи, нашето производство или недостатокот на нашето производство зависат од тугите синџири на пласман, доколку зависат од тугиот транспорт, доколку зависат од, не знам, желбата на било која држава за отвореност за извоз, нивен извоз кон нас за да не снабди со храна. Тогаш ние се доведуваме до ситуација да зависиме во одредени моменти од волјата на поединци, на поедини држави од кои што во тој момент зависиме за храна. А имајќи ги условите кои што ги имаме ние во моментот, сметам дека тоа не треба да го дозволиме и затоа ни треба еден заеднички напор со вклучување, со инволвирање на државата, со инволвирање на земјоделците и со присвојување практики кои што
ќе ја засврстат позицијата на земјоделецот и земјоделското производство во државата. Впрочем, еве сега како нели најактуелни и најнапредни во агробизнисот можеме да ги кажеме држави како не знам Холандија, Израел и така натаму. Израел се број еден. Така, и сега доколку Израел како држава успеале да го доведат нивниот технолошки развој, нивната технологија, нивниот начин на управување со водите на тоа ниво, а живеат во пустина, да не забораваме. Живеат во пустина, така е. И сега па нив не ги натерала убавината да вложуваат во. Тоа е направено од мака и од барање решенија. И затоа сметам дека треба заеднички да ги бараме решенијата со цел да не се доведеме нашата држава да зависи од увоз на храна од други држави. Бидејќи еве еден момент кој што сакам да го споделам од една посета која што имав така во разговор, државите кои што пак нели зависат, кои што немаат можност да произведат, кои што зависат од увоз на земјоделските производи или генерално на храната, размислуваат за диверзификација на увозот, бидејќи никој од нив не е сигурен што ќе се случи например, во нивната држава кој што е главен партнер за увоз на храна во нивната земја. Дури да се работи за политичка одлука. Тоа го доведува во прашање стабилноста и обстанокот на државата. Затоа сметам дека ова е еден од главните, од клучните сектори за кои што треба да размислуваме и да инвестираме. Ние како власт, како влада и како поединци во собранието на Република Македонија сме достапни. Собранието работи 24/7. Луѓето треба само да го направат тој чекор, да решат, да се охрабрат, не треба храброст, треба само да чукнат на вратата, добар ден, ние дојдовме за тоа и тоа. Доколку има креативна намера, доколку има креативен инпут од страна на индивидуалецот, верувајте, и самата држава и ние како политичари кои што сме одговорни за ситуацијата, сме желни да слушнеме тоа што човекот има да понуди како креативно решение. Сега повторно се враќаме на модернизацијата на земјоделството. Тоа е нешто што мора да се направи. Вие спомнавте аспектот на начин на размислување, ајде да кажеме. Иновативно размислување, меѓутоа тука е потребна и иновативна пракса, претпоставувам, значи воведување на нови сегменти. Колку е ова остварливо на краток рок? Не само на краток, и на среден, и на долг рок, но ние мораме од некаде да почнеме. Моментално, еве да го споделам со јавноста, достапни се стипендии за обуки кои што ги врши Машав институтот во Израел. Значи се работи за еден од најстарите тренинг центри за земјоделие и за агробизнис кој што постои во светот. Ние за среќа со добриот однос и добрите врски имаме можност да како држава да пратиме наши луѓе таму, доколку луѓето имаат интерес, доколку луѓето се спремни да го направат тој чекор, многу е убаво да се биде на терен, на самото место, да се седне дел во тие клупи каде што се креираат земјоделските политики, каде што се градат стратегии за начин на здружување, начин на окрупнување на земјиштето, начин на имплементирање и динамика на имплементирање на технологија, бидејќи знаеме, сега технологијата во многу голем дел го решава проблемот на недостатокот на работна рака, што е еден од главните проблеми на земјоделците кои што произведуваат. Сега ние сме изведени во ситуација луѓето да плаќаат, да увезуваат работници, не знам, од Непал, Индија и така натаму со цел да ги обработуваат површините. Сега, вакви сеопфатни тренинзи и насоки за начин на креирање, на водење и на спроведување на аграрна политика, мислам дека е нешто кое што не би требало да биде одбиено од страна на било кој производител кој што разбира англиски и има желба да превземе таков чекор.
Така е. И сега тука влегуваме во една друга тема, некако природно ми дојде, колку диаспората може да... Диаспората е многу важно и ќе се префрлиме на оваа тема, колку може диаспората да помогне, не да помогне во смисол да дава социјална помош, туку да помогне воопшто во развојот на земјоделството, да се најде себе си заинтересирана, да биде тоа за незе профитабилно, но исто време да биде профитабилно и за локалниот земјоделец. Па да, диаспората во моментот е и актуелна и важна. Во контекстот на земјоделието, во голема мера нашите државјани кои што имаат заминато на привремена работа во некоја од западните држави или независно дали во преку океанот или во Европа, представуваат една сериозна бројка на потрошувачи кои што во прв момент би ги користеле тие производи. Така? Но постои друг аспект. Ние не сум сретнал, јас некој бидејќи доаѓам од крај кој што е речиси 50% од сограѓаните се отидени да работат надвор. И не редок е моментот да на испраќањата редиме тегливо куферите од нашето сирење, од нашиот тајвар, од нашите производи, со цел да имат. Но, тоа е емоција. Ставањето од тегли во куферот е емоција. Така, тоа не се живее, за жал. Но, не е економија, така е. Така е. Ние имаме сериозен неискористен потенцијал од страна на нашата диаспора во можноста за маркетирање на нашето производство во градовите каде што тие имаат своји заедници. Например, јас доколку би бил, доколку би сакал или да мотивирам, би сакал да ги наведам луѓето да размислуваат на тоа да направат сопствени брендови, да направат слика за македонското производство пред нивните европски сограѓани или во сограѓаните кои што се во останатите држави. Да, така е. Бидејќи во многу голем дел извозот се состои само од извезување на суровина. Но ние, наместо да извезуваме грозје било каде во било која држава и од тоа наше грозје да се прави вино кое што подоцна ќе се продава под било кој бренд, зошто да не може македонските вина од македонските винари, нека бидат и големи и индивидуални винари, да се најдат во такви магазини во, не знам, Виена, Женева, Цирих, Малме, било каде, секаде каде што има наша заедница, да се создаде таков амбиент и таква желба и таков начин на размислување со цел да може од една страна тие да го имаат продуктот, македонски, домашен продукт, да имаат начин, да имаат можност тоа да го презентираат на колеги, сограѓани кои што од заедниците во кои што живеат, а за сметка на тоа нашето земјоделство да добие организиран пласман во места и по цени кои што ќе бидат задоволителни и рентабилни за производство овде во Македонија. Па имаат ли интерес нашите луѓе во диаспората за такво нешто? Постои. Бидејќи знаете како за танго се потребни двајца. Мора ние да сакаме и тие да сакаат. Така, постои таков начин на размислување, се повеќе, особено сега во моментите откако се прават чекори и од страна на владата, Министерството за надворешни работи за блиска соработка со диаспората на различни теми, меѓу кои што се култура, образование, извоз, технологија, дигитализација и така натаму. Постои само еден момент во кој што има потреба од некој амалгам кој што ќе го направи тој мост и кој што ќе ги спои тие два интереси. Тоа се обидуваме да го направиме, тоа се обидуваме сега да го направиме и се надеваме дека ќе вроди со плод во најбрз може. Најбрз може. Кога сме кај диаспората, не е тајна дека е гласањето на диаспората
главен камен на сопнување практично меѓу власта и опозицијата кога е во прашање измената на изборниот законник, не можете да се договорите очигледно, многу тешко. Они последните информации од собранието, вие знаете подобро од мене, се дека никој не отстапува од своите барања, власта, односно владеачката партија пред се ВМРО, да поменеме меѓутоа и коалицијата, практично понудија да се договорат за изборниот законник опозицијските партии практично во сите сегменти, само да се прифати електронското гласање на диаспората, меѓутоа за сега ова едноставно не проаѓа кај опозицијата. Што е толку мене не ми е јасно. Диаспората е факт во ова, нема во оваа држава, за овој народ. Ние имаме веројатно повеќе луѓе надвор отколку дома. И сега не сум сигурен, меѓутоа секако се во прашање огромен број на граѓани. Тие некој од нив се разбира, можеби ја заборавиле државата, можеби тотално се инкорпорирале во новото општество. Меѓутоа генерално најголем дел од нив сакаат да бидат присутни, сакаат да учествуваат во решавањето на судбината на родната земја, на татковината, на како да наречеме мајчината земја. И сега се прави проблем од гласањето на диаспората, главно СДСМ обвинува дека тоа ќе биде обид за манипулација и злоупотреба на гласовите на диаспората. Еден колега на шега рече и така опозицијата гласа главно за ВМРО ДПМН, меѓутоа тоа се разбира прашање на индивидуален избор. Главно е дали можеме да ја возможиме на диаспората на вистина да добие право на глас. И ова не е прашање од не знам каква наука. Ако вие живеете, се извинувам сега за долгиот вовед. Ако вие живеете во Америка и не знам вашето живеалиште е во Дакота, па вие треба да одите до Вашингтон или до Детройт или до Њујорк за да воопшто да може да гласате. Значи нема начин. Вие треба да потрошите неколку дена, еден куп пари само да стигнете во нашата амбасада или конзулат за да може да гласате. И тоа за многу луѓе е убиствено. Кој ќе си ја дозволи тој луксус само за да гласа? Како пример. Истото можеме да го земеме во било која во Австралија, претпоставувам тоа е уште полошо. Вие ако живеете на 2000 км од гласачката кутија во амбасадата, веројатно ќе речете па може и без мене. Така. И сега се нуди електронско гласање по пошта, некои варијанти, меѓутоа се чини дека опозицијата нема слух. Да. Долг во овие цена. Да, меѓутоа сакам да ја дадеме. Ако може само да почнам од самиот почеток, значи гласањето на диаспората е дел од промената на изборниот законник. За ние да дојдеме до тој момент, првин треба да ја разгледаме како се одвиваше динамиката и почетокот на ставање таа тема на промената на изборниот законник на маса. Ние се сеќаваме дека во отприлика некаде околу Василица се случи лидерската средба на која што СДСМ одлучи да не прати своји представници, односно Венко Филипче да не присуствува на таа средба, на која што меѓу другото тоа е моментот на кој што е отворена темата за изборниот законник и без никакви негативни забелешки. Сега, изборниот законник исто така се наоѓа како дел од реформите кои што државата треба да ги спроведе, да ги направи и се дадени околу 40 препораки од страна на ОПСЕ и ОДИХР кои што треба да се спроведат со цел нели да се зацврсти демократскиот капацитет на државата. Значи ова не е паднато од небо, ако не е паднато од небо, така. апсолутно не е паднато од небо. А во однос на правото на глас на диаспората. Како што и самите кажавте, диаспората и досега имаше право на глас. Значи, тие го остваруваат своето право на глас, но исклучиво во дипломатско-конзуларните представништва во државите во кои што Македонија има. Така е. Немаме сегде и има земји кои што се навистина огромни и вие немате тука. Така е. И како што кажавте, нашите луѓе, нашите државјани кои што живеат во тие земји мораат да патуваат со часови, мораат да летаат со авион со часови кои што со цел да го остварат правото на глас и представуваше сериозни финансиски издатоци за секој еден кој што сака да учествува во креирањето на демократијата во нашата држава.
формите на кои што беа предложени од страна на ВМРО-ДПМН како солуција, нели, за тој момент беше на почеток електронското гласање, зашто постои искуства во европските држави, но бидејќи тоа наиде на таква прифатеност како што наиде во тек на целата ова дебата, потоа беше... За сада само тоа е тврдење за изборен грабеж. Односно дека ВМРО-ДПМН сака да украде 200.000 гласови на диаспората. Па добро, сега вака, например, односот на СДСМ кон целиот процес и кон спроведувањето на целосната реформска агенда која што ние како држава треба да ја исполниме е на некој начин, еве без да бидам брутален, мислам дека сметаат дека сокочењето на државата ќе и направат штета на власта. Тоа не е така. Значи, тоа не е така. Не постои поголем греф од такво неодговорно однесување, особено кога се работи за наши сограѓани кои што треба да им овозможиме суштинска конекција со државата, со државата која што, видите, тие не ја напуштиле државата. Тие се моментално на привремена работа во таму. Впрочем, и во истражувањата кои што се направија како дел од формирањето на новата стратегија за диаспора, околу 50% од луѓето кои што живеат таму велат дека размислуваат за потенцијално враќање во собствената татковина на рок после една година, а додека 20% размислуваат сериозно за враќање назад. Сега, аргументите кои што се важни во овој контекст е дека диаспората во голема мера учествува во економијата на нашата држава. И тоа има преку милиарда евра секоја година стигаат таму. Да не се лажеме. 1,5 милиарди, околу 1,5 милиарди секоја година врз основа на дотации, врз основа на девизен прилив кој што се слеваат во нашата држава од страна на нашите луѓе кои што работат таму. И тука кога зборам, не зборувам за една заедница, значи во диаспората ние имаме македонци, албанци, турци, бошњаци, роми, секакви. И сите тие барем еднаш или два пати во годината се враќаат, трошат од тие пари кои што ги заработиле таму, инвестираат во домови, инвестираат во изградба на, некои инвестираат и во бизниси во државата кои што ги формираат тука. Така што, јас мислам дека ако не еве морално одговорност према нив, тогаш е конкретно и прагматично да им овозможиме на тие луѓе можност да одлучуваат за насоката во која што ќе се движи нивната држава, во која што потенцијално би се вратиле. Но, дури да не се вратат, тие имаат нераскинлива врска со нашата држава. Така, и било злочин да ги отугиме целосно. Апсолутно, апсолутно. И сега, начинот на кој што СДСМ настапува спрема тие луѓе, спрема нивното право за остварување, кое што е впрочем и уставно загарантирано, е на некој начин неблагодарно. Неблагодарно за се што тие имаат направено за државата и кога ВМРО-ДПМН е на власт, и кога СДСМ е на власт, или кога било која друга партија била на власт. Но сега јас тука овој момент го гледам во потребата на СДСМ да, нели, темата предвремени избори е актуелна, се разговара, се размислува и така натаму. Тоа е многу чудно прашање. Морам да ве прашам тука претеднику, ајде да речеме странично. СДСМ тврди дека власта ќе направи предвремени избори и тоа го кажува како еден вид на критика, иако здравата логика вели дека опозицијата треба да моли да има избори. Како се вика предвремени избори. Мислам, тоа е логиката. Како ќе победиш на избори ако не ги има? Така. Јас тука би сакал да се повикам на изјавите кои што ги имаше премиерот на државата, господинот Христијан Мицковски, во кој што кажа дека моментално во процедура сме со владината реконструкција која што ќе биде така убава, значајна реконструкција и во периодот
ќе бидеме фокусирани на испорака на реформи кои што ќе бидат од полза на граѓаните и кои што ќе го олеснат нашиот пат кон евроинтеграцијата, а впрочем ќе ни обезбедат и аргументи кон решавање на други проблеми кои што нашата држава ги има. Кога се разговара, кога станува збор за организација на предвремени избори, ние никогаш не бегаме од избори, ние чувствуваме апсолутно спремни за избори да се случат за месец, 2, 5, 10, кога и да би. Тоа не е спорно. Кога и да би биле, но сепак тоа зависи од одлуката на самиот мандатар, на самиот премиер, на тимот на соработници, на проценката на движење на државата и кои се во моментот на потенцијално одржување на изборите, кои се обврските кои што државата треба да ги исполни кон меѓународни соработници, кон испорака на сега да се разбереме, имаме, доколку има предвремени, имаме повторно техничка влада. Тоа се уште 100 дена така тешко функционирање реално губење на државата, многу време и пари во празно. Но доколку се создаде амбиент за предвремени избори да се случат, тие ќе се случат. Во меѓувреме посветени сме на испорака на реформи за граѓаните. И сега СДСМ околу, бидејќи изборниот законник треба да се постигне со консензус, тоа е идејата, СДСМ априори практично отфрла се, за нив се е тоа манипулација, злоупотреба. Мислам, навистина е тешко да се разговара во таков еден контекст и дуи, ако сме реални, тие веќе пратија порака дека се пропаднати разговорите околу промените на изборниот законник. Левица има некој свој став, тие бараат прво да се воведе една изборна единица, па потоа да може да се разговара и предлага Апасиев интересно прво да се тестира гласањето по пошта на претседателски избори, па потоа да оди и на парламентарни, додека категорично отфрла електронско гласање. Значи, се доаѓаме во една ситуација во која што ако сме реални, ВМРО, ДПМН и коалицијата можат да поминат изборниот законник без некој проблем, меѓутоа бидејќи се инсистира и тоа објективно е така, на колку што може поголем консензус, а ви имате опозиција која што тоа не сака да учествува, се наоѓате во ќорсокак, условно кажано. Па, дали се работи за ќорсокак, не знам, но тоа што знаме дека ВМРО ДПМН низ целиот процес има ставови кои што се објективни и фиксни и не се променливи во однос на динамиката на работите кои што се случуваат во меѓувреме. Уште при формирањето на работната група на ниво на Министерство за правда на кој што ќе се работат измените на изборниот законник, на кој што се постапуваше по тие препораки на ОПСЕ и ОДИХР, кои што се усогласени 27 препораки консензуално. Односно, не тоа да ВМРО, ДПМН или било која друга партија наметне така мора да биде. Не, тоа се низ процес на разговори, низ процес на прифаќање, низ процес на правење одстапки, се е постигната согласност за 27 точки кои што се завршени. Сега, како и секоја партија, така и ВМРО ДПМН во тие преговори влезе со едно фиксно барање, а тоа е улеснувањето на остварувањето на правото на глас на нашите луѓе во диаспората, додека, например, не знам, Дуи имаше забелешки во однос на член 191, мислам, од изборниот законник, кој се однесува на основите за поднесување приговори и прегласување при потенцијални неправилности за време на изборите и Левица како партија која што учествуваше во однос на финансиите кои што се определуваат за Ниф им е тоа доста важно прашање, морам да признам. Доста важно прашање и тоа е легитимно. Не е проблем да им биде важно и да биде нивна основа за преговори на самиот изборен законник. Но тоа што е битно, од кога е постигнат основен консензус по
многу прашања, па дури и по ова, во моментот на испраќање на предлогот на текстот до собранието, нели треба тој да биде поднесен од страна на сите учесници кои што биле дел од тие преговори, кои што дале свој придонес кон креирањето на тие решенија. Тука има едно ретерирање од страна на политичката партија Левица во кој што викаат, нели, еве сега да, ние учествувавме во создавањето на овој документ, ги имплементиравме нашите барања и потреби во измените кои што треба да се гласат, но ние нема да го подпишеме, бидејќи не сакаме нашиот подпис да стои на документ во кој што се добиваме буџетски средства. Овде има еден народен израз кој што нема да го употреба мај. Да, знам на што мислите. И сега нема да го блокираме законот, нема да има амандмани поднесување, нема да има филибастеринг, нема да има гласање против, но еве нема да бидеме дел од консензусот кој што власта сака да го постигне. И тука во овој момент ова го користи, нели, секако и Социјалдемократскиот сојуз за дополнително да ги искомплицира односите. Тие поднесуваат, па не знам, 10 и се гордеат со илјадници амандмани, додека може да настапат многу конкретно и многу коректно. Нека напишат амандмани како што за измени кои што тие мислат дека треба да бидат прифатени. Тоа беше понудата од премиерот, така? Апсолутно дека беше понудата таква. И не само тоа, пред да дојдам еве на емисија кај вас, имаше пресконференција мојот колега Бојан Стојановски во кој што им кажа на сите партии од опозицијата: седнете, договорете се вие за по сите точки како сакате. Предлогот доставете ни го, ние ќе го прифатиме. Со тоа што да може да обезбедиме олеснување на гласање на диаспората. Во контекст на една изборна единица, што го кажавте како предлог на Левица, јас сакам тука да напоменам само дека едната изборна единица не само што е прифатлива за ВМРО-ДПМН, таа е и дел од програмската определба со која што настапивме на последните парламентарни избори. Така да тоа е наш константен став низ целиот тек на преговорите и разговорите за изборниот законник, и така е тоа. Ако е тоа условот на Левица, еве, повелете дадено. Така да сега тие треба да одлучат, да седнат, да се договорат и каков документ ќе произведат, каков текст на законот ќе понудат да се донесе консензуално во Собранието на Република Македонија, таков ќе биде донесен. Петар Марков, пратеник во Собранието, и благодарам за ова навистина интересно гостување. Пред вас е долго работно лето, очигледно. Нека ви е со среќа. Ви благодарам на поканата, навистина пријатно искуство, како што кажавте, прв пат да бидам ваш гостин. Се надевам нема да биде последен, бидејќи има сериозно многу теми кои што се во контекст на соработката со диаспората, со демографијата, многу важни прашања кои што се за третирање во јавноста, така да се надевам, еве да си отворам врата, ќе бидам со задоволство ќе ги отвориме. Ви благодарам многу. Да, благодарам и јас, почитувани пријатели, благодарам и на вас за вниманието со кое што не следевте. Се разбира утре во 15 часот репризата издание на оваа емисија. Јас ќе се кажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.